Добре дојдовте во ова прекрасно здание во Музеот на македонската борба за државност и самостојност, каде Министерството за одбрана и Армијата Република Македонија денес, заедно со вас, ценети гости, за прв пат меѓу славните војводи и команданти од минатото ги споделуваме успесите на македонската војска од почетокот на 21. век. Армијата на Република Македонија се докаже како најцврст чувар на независноста и самостојноста на нашата држава, како гарант на остварувањето на заветот на нашите предци да ја браниме слободата и сувереноста на Република Македонија. Армијата на Република Македонија, формирана пред 24 години, врз славните борбени и слободарски традиции на револуционерните цети на линденците и партизанските одреди од Народно-ослободителната војна на Македонија, речиси половина време од своето постоење како достоен партнер на меѓународната заедница, а особено на НАТО и Европската унија, е ангажирана во зачувување на мирот и слободата, заштита на демократијата и човековите права, еднаквоста и слободата надвор од границите на нашата татковина. 12 години, почнувајќи од 2002 година до 2014 година, Армијата на Република Македонија беше своевиден амбасадор на мирот во меѓународната мисија на НАТО во Авганистан ИСАФ. Успешното завршување на мисијата ИСАФ беше повод Министерството за одбрана да ја подготви публикацијата АРМ 12 години амбасадор на мирот во мисијата ИСАФ, со чија промоција денес сакаме да им оддадеме признание на сите припадници на Армијата на Република Македонија, која представува нашата татковина во една од најголемите меѓународни мисии на НАТО. Државното раководство на Република Македонија, председателот и врховниот командант на армијата, владата на Република Македонија, собранието на Република Македонија, донеса одлука за испраќање на нашите војници во Авганистан во едно исклучително тешко време и комплексен период за Македонија, меѓутоа и за меѓународната заедница. Јас бев во тоа време шеф на кабинет на покојниот председател Трајковски, кога американскиот амбасадор дојде праша за поддршка на Република Македонија на ИСАФ мисијата. Тогашниот председател, меѓутоа и сите председатели после него, и како што реков, членови на владата после него, меѓутоа што исто и многу значено и пратеници, сите дадоа поддршка на ова учество. Може значено да се истакне дека за секоја ротација во собранието на Република Македонија, секој пат нашите пратеници гласа за испраќање на нашите мировници. Ова е показател колку македонското општество и македонските граѓани ги ценат, меѓутоа и даваат поддршка на Армијата на Република Македонија. Во мисијата ИСАФ учествуваа повеќе од 2700 припадници на армијата, кои се ротираа 12 години. Политичкиот консензус и високата поддршка на граѓаните е особено значајна во овој процес. Нашите мировници честопати го даваат својот живот, беа спремни да го даваат својот живот, за да ги заштитат мирот и слободата во Авганистан. Едно од моите најголеми и најстечни моменти во Вашингтон беше кога во Белата куќа во Советот за национална безбедност ми покажа снимка како македонските мировници заедно со другите мировници ја штитеа американската амбасада од нападот на талабанците. Мислам дека, би рекол колегите мои, дека ќе има покасно и ќе покажат дел од тие снимки. Искуствата на припадници на Армијата Република Македонија во Авганистан се голема корист во справувањето со предизвиците што денеска Република Македонија се соочува односно со мигрантската криза. Учеството на нашите мировници во овие мисии многу често кажам дека има двонасочна авенија. Од една страна, ние како армија, како држава, се покажуваме како достоен партнер на меѓународната заедница и заедно со нашите мировници придонесуваме за мирот и стабилноста во другите делови во светот. Меѓутоа, од друга страна, нашите офицери, нашите војници, припадници на армијата се здобиваа со огромно искуство, кое што е значено за нив како припадници на Армијата Република Македонија.
Исто така, за нашето учество, припадниците на армијата Република Македонија имаат добиено големи признанија, бројни признанија и ордени, и сите ние сме горди со нив. Исто така, сакам да искористам ова прилика да изразам и голема благодарност на семејствата на нашите мировници за нивната истреност и поддршка на нивните најблиски. Да се испрати столбот на семејството далеку од дома не е лесно, но тие знаат дека целта е благородна и човечна. Министерство за одбрана и целата извршна и законодавна власт на Република Македонија продолжуваат со поддршката на Авганистан, но сега како дел од новата мисија одлучна поддршка. Глобалната безбедност, стабилност и севкупниот мир остануваат наша определба. Оваа публикација на Министерство за одбрана изразуваме како знак на благодарност на припадниците на Република Македонија, на армијата на Република Македонија, за сето она што го направија во воспоставувањето на мирот и демократијата во Авганистан, но и како посетник за идните генерации за македонскиот култ кон слободата и еднаквоста. Делата на АРМ, создадени за релативно кратко, но бурно време, низ кое чекори независна и самостојна Република Македонија, но на државното раководство, на граѓаните и на сите чинители на нашето општество им влеваат најголема доверба во македонската војска за одбрана на слободата и самостојноста, но и доверба дека достојно ќе ја представуваат Република Македонија во нејзините заложби за мир во светот. Изданието АРМ, 12 години амбасадор на мирот во мисијата ИСАФ во Авганистан, е прва публикација од серија публикации кои ќе ги издава Министерството за одбрана по повод завршување на учество на АРМ во меѓународни мировни мисии. Со посебно решение на Министерот за одбрана во 2015 година е формиран уредувачки одбор и тим од најеминентни кадри во Министерството за одбрана и Генералштабот на армијата на Република Македонија, чиј прв труд денес го представуваме во форма на стручно-апликативна монографија во две посебни печатени изданија на македонски и на англиски јазик. На корицата од книгата е прикажан припадник на армијата на Република Македонија на вжештена позиција во Авганистан, исправен со полна борбена опрема и свртен кон сите предизвици што ги носи доверената задача, зад кој војник символично под државното знаме стојат повеќе од 2700 припадници на армијата на Република Македонија, учесници во мисијата ИСАФ, стојат одлуките на сите државни раководства на Република Македонија, изгласани во Собранието на Република Македонија и операционализирани од председателите на Република Македонија и врховни команданти на армијата, од министрите за одбрана и началниците на Генералштабот на армијата на Република Македонија, заедно со сите вработени во Министерството за одбрана и армијата, и стојат почитувани граѓаните на Република Македонија
од кога е започнато учеството на АРМ во мисијата ИСАФ во 2002 година до нејзиното завршување во 2014 година. Стојат и сите претходни генерации и поединци кои се заслужени за создавањето и обстојувањето на Македонија. Публикацијата е луксузно издание на 78 страници со текст збогатен со 56 автентични фотографии од архивата на Министерството за одбрана и Генералштабот на армијата на Република Македонија. Македонските контингенти од символично учествувани различни видови, големина и состав станаа рамноправен партнер во најголемата досега мировна мисија предводена од НАТО. Единиците на АРМ активно учествуваа во обезбедувањето на мирот во Авганистан во состав на мултинационалните сили, ангажирани во обезбедувањето и градењето на мирот во доделените реони на одговорност во Исламска република Авганистан, во согласност со повеќе склучени договори и меморандуми на Министерството за одбрана на Република Македонија со Министерствата за одбрана и соодветни команди на земјите партнери. Армијата на Република Македонија даде особен придонес во менторирање и советување на Афганистанската национална армија. Единиците на АРМ во различни состави, преку сили за обезбедување, тимови за менторирање и врски, медицински тимови и старешини за обука и штабни офицери за 12 години извршија повеќе од 40 ротации, меѓу кои и еден дополнителен контингент на наменски сили Феникс во состав на Националната гарда на Вермонт од САД, како и механизирана пешадиска чета за заштита на командата и главниот штаб на ИСАФ во Кабул. Реакцијата на емисијата на Место Слободно на 21 и 22 март 2016 година беше во Вашингтон, Соединетите Американски држави, за да направи ексклузивни интервјуа со двајца генерали од армијата на Соединетите Американски држави. Генералите Џон Ален и Мајкл Дуби се во неколку наврати беа команданти на мисијата ИСАФ на НАТО во Авганистан и раководеа со операциите на НАТО сојузничките сили во кои што учествуваше и армијата на Република Македонија. Со двајцата генерали разговаравме за нивните искуства со раководењето на НАТО мировните операции и за нивните впечатоци за припадниците на армијата на Република Македонија. Интервјуто со генерал Џон Ален го направивме во Центарот за безбедност и разузнавање на 21. век во Брукингс, Вашингтон ДС, во Соединетите Американски држави. Џон Ален е американски генерал со 4 звезди од Маринскиот корпус на армијата на Соединетите Американски држави во пензија. Бивш заменик командант на Централната команда на Соединетите Американски држави и пограничен командант на ИСАФ во Авганистан. Командант на меѓународната спасувачка мисија од катастрофалниот земјотрес кој ја погоди Југоисточна Азија и го започна цунамито во кое загинаа повеќе од 250.000 луѓе во Индонезија, Тајланд и Шри Ланка. Исто така, генералот Џон Ален раководеше и со НАТО мисијата во Ирак. Господине генерале Ален, најнапред би сакал во името на министерот за одбрана на Република Македонија доктор Зоран Јовновски и во името на армијата на Република Македонија и во мое име да ви се заблагодарам што се согласивте да одговарате на нашите прашања за ТВ емисијата на Место Слободно. Генерале,
Вие сте со големо искуство со вашите ангажмани во мисиите кои што ги организира НАТО и во другите меѓународни мисии во сите краишта во светот во кои што има воени жаришта и каде што треба да им се помогне на невиното цивилно население да се справи со заканите од воени действија на непријателски расположени групи и армии на бунтовници кои ја загрозуваат безбедноста и развојот на демократските процеси во загрозените земји. Кажете ни поподробно околу вашите ангажмани во меѓународните мисии. Well, they're very important missions. The United States is committed to coalition operations, multinational operations, because we believe it's in the greater good of the community of nations. If we're all engaged in trying to make life better for our fellow citizens of the globe, but also to work together as a community of nations to reduce tensions, to create stability, and to create the opportunities for nations to govern themselves in a sovereign way. My own experience, as you say, has been extensive. One of my first experiences with multinational and multilateral operations was not a combat operation at all. I remember very well on the morning of December 25th, Christmas Day, in the United States in 2004, when the horrible earthquake hit in Southeast Asia and began the tsunami, which killed almost 250,000 people in a very short period of time and created enormous destruction. And that began a process of bringing together many nations from around the world to provide support to the people of Indonesia and to Thailand and to Sri Lanka. I would later lead our forces on the ground as one of the earliest commanders into Sarajevo during the end of the fighting at the implementation of the Dayton Accord. Now the dates are backwards here, but in 1995 and 96 I led my forces into Sarajevo in conjunction with that NATO force, and we were the first elements in. It was a great opportunity to work with our allies to try to bring peace to an area that had suffered a great deal in the course of a long civil war as the Balkans ultimately sought their freedom and their sovereignty in the aftermath of the dissolution of Yugoslavia. I would later lead forces in Iraq, in the Al-Anbar province of Iraq, for part of 06, but all of 07 and part of 08. And we fought in the Al-Anbar province in 2007 primarily, which was the most violent province in the most violent year of the war. And we were able, by virtue of our multinational approach and our very close ties with the Iraqi tribes, to bring those tribes into alignment with us and to turn them against Al-Qaeda, where we defeated Al-Qaeda and really turned the war around. And the term, the awakening of the tribes of Iraq, the awakening of Iraq, started in the Al-Anbar province in 2007. And then my most recent experience, while I was still in uniform, was the experience associated with Afghanistan and the International Security Assistance Force, in which, of course, Macedonia played a very important role. So I spent a long time doing multilateral forces, from Bosnia-Herzegovina to the tsunami, to Iraq, to Afghanistan, and all of that was a great honor for me to have the opportunity to be associated with that. Вашиот личен ангажман во мисијата ИСАФ како командант влијаеше многу на процесите на оцеснувањето на афганистанската армија и на демократските процеси во таа земја. Колку сте задоволни од сторињето во периодот во кој вие командувавте со ИСАФ мисијата? It was a very important year, actually. At the time, the ISAF forces numbered about 140,000 troops. About 98,000 Americans, and the rest were non-American, the rest were NATO forces, non-American forces. We also had about 100,000 contractors at the same time. And that was the year, 2011, 2012, where we began the process of formally transitioning the war from us being in the lead, fighting the Taliban,
to having been training the Afghans for a number of years, moving them into the lead. So it was a very important and a pivotal moment. The mission was a big mission. I had to return 33,000 American troops. The surge forces needed to go home. I returned them. We moved the Afghan forces into the lead as ISAF began to reshape itself as an advisory force. I had over 800 bases in Afghanistan, and in that period of time we closed 500 of those bases, getting ready for the long-term mission. And we finally did all of that in combat. So it was a remarkable time, and all the countries that were involved in that mission should take great pride in having been there during that time. We worked very closely with the government under Hamid Karzai, helping his government to build capacity so they were a credible government and could govern the people of Afghanistan. We did that at the same time, working with the Afghan National Security Forces, which is their army and their police and their air force, to give them the capacity to stand on their own. But we stood with them as ISAF went from 100,000, 140,000 troops down to about 60,000 troops on my watch, and today are only 9,800 Americans and 3,000 non-American NATO forces. We think it was a good time in the war, a good time in the sense that much was accomplished, and the Afghans truly moved into the lead in defending their country to set the conditions for the long-term governance and the economic recovery of the people. За време на вашето командување со ИСАФ мисијата, а и за време на целото 12-годишно време траење, како дел од сојузничките сили учествуваше и армијата на Република Македонија. Кажете ли го вашето мислење за овој ангажман на армијата на Македонија, како и околу особеностите и оспособеноста на Македонија и армијата на Република Македонија за членство во НАТО? Well, I think it's no secret that all of us who've had the chance to see Macedonian troops in action believe that Macedonia should be a part of NATO. There's no secret there. I believe it, I absolutely support it, and I think it's a direction that we must move, and I believe over time that will happen. And there are complications now, but we're going to move past that. I was honored to have the Macedonian troops in particular guarding my headquarters. Now, that headquarters is a strategic target, and the Taliban, their intention ultimately was to attack that headquarters, and that in fact happened in September of 2011. I remember I was in a meeting in my headquarters when the shooting started, and Taliban suicide bombers and attackers simultaneously attacked my headquarters and the headquarters or the embassy of the United States across the street. As I would come to find out, many people were running away from the fire, but a few people were running towards the enemy, and those were the Macedonian troops. And that day, the troops of the Macedonian army, and more broadly Macedonia, distinguished itself for its bravery and for its courage in action. The individual troops were very courageous. And I believe today that the disaster which attended that particular attack would have been much worse had the Macedonian troops not acted with such courage and bravery on that day. Генерале Ален, разговарав со членови на единиците на армијата на Република Македонија кои беа во ИСАФ мисијата во време траењето на вашето командување. Сите со кои што разговарав со пиетет одговараат кога ќе се спомне вашето име. Кои се вашите импресии од ангажманот на припадниците на армијата на Република Македонија? Well, I remember them with great affection. They were very brave troops, and on any given day, we didn't know whether we were going to be attacked or not. So I had the complete confidence if we were attacked, the Macedonian troops would repel the enemy. But I also have complete confidence that the enemy was so concerned about ever having to fight Macedonians that was one of the reasons that my headquarters wasn't attacked, because they knew that if they attacked my headquarters, they would have to deal with Macedonians, which for them was not going to be a good thing. So I had great affection for your troops, and I told them that. And every day when I would leave the camp, or as I was touring the camp at night and I would see your troops, I would take the time to ask them how they're doing, how are things at home, because they were
like my sons and my daughters, and I had great affection for them. Генерале Ален, на крајот би сакал да ви се заблагодарам за одговорите на прашањата за нашата ТВ емисија. Ви пожелуваме добро здравје и ако во следниот период патот ве наведе во нашите краишта, знаете дека сте добродојден и дека вашето име ќе остане запаметено во аналите на армијата на Република Македонија и ќе биде инспирација за одличната соработка помеѓу македонскиот и американскиот народ. It was one of the great honors of my life to have served with the Macedonian Army. Thank you. Thank you again for this interview. My honor. And Thank you. And I wanted to present you with this plaque Thank you. that personally Minister of Defense Joleski asked me to do this. Thank you. And, This is wonderful. Thank you very Remember much for us, indeed. and we will remember you. Place of honor in my home. Thank you very much. Thank you. Okay. Со генералот Майкл Дуби разговаравме пред споменикот на Џорџ Вашингтон во Вашингтон, Д.С. Американскиот генерал Майкл Дуби е од воздухопловството на САД во пензија, бивш заменик командант на Северната команда на САД и поранеше командант на Националната гарда на Вермонт во мисијата Феникс во ИСАФ во Авганистан. Господине Дуби, најнапред би сакал во името на Министерот за одбрана на Република Македонија и во името на армијата на Република Македонија да ви се заблагодарам што се согласивте да одговарите на нашите прашања за нашата ТВ емисија. За почеток е новообичаено прашање. Колку сте запознаени со перформансите на армијата на Република Македонија и од кога датираат вашите првични контакти глобално со Република Македонија и со нејзините представници? The first time I traveled to Macedonia was almost exactly 20 years ago, and that was in 1996. Since that time, I've been back 17 more times, so I've had 18 visits. And over the years, I've seen the professionalism of the Macedonian Army, the Army of the Republic of Macedonia, just go up, over and over again. I've been very impressed when I first met soldiers from Macedonia, but over the years I've seen them just get better and get more respect on the international stage. Господине генерале, кажете ни го вашето мислење за овој ангажман на армијата на Македонија, како и околу способеноста на Македонија и армијата на Република Македонија за членство во НАТО. I was very impressed in 2004 when I was in Iraq, and there were Macedonians that were decorated by our Secretary Rumsfeld, for heroic actions saving Americans. In the ISAF mission, it is very well known that the Macedonians have made a 12-year significant contribution to the ISAF mission. The deployment with Vermont and Macedonia was a huge success, and they had some tough missions, and there were very difficult days in Afghanistan, but all the Macedonians should be very proud of their soldiers, the way they performed in combat. Позната е соработката на армијата на Република Македонија со Националната гарда на Вермонт. Кажете ни нешто за тоа. Right, there were Macedonians that were embedded with Vermont soldiers in Parwan province, Patika, around Bagram Air Base, and they had some difficult missions. Colonel Roy was the brigade commander and specifically chose Macedonian soldiers to provide his personal protection. That's how much respect the commander had for the professionalism of the Macedonians. Националната гарда на Вермонт во соработката со армијата на Република Македонија учествуваше во мисијата ИСАФ, во посебниот дел на мисијата ИСАФ што се викаше Феникс. Кажете ни нешто и за тоа. I've been in contact with General Cray, who's the current Adjutant General, and he has a very good working relationship with the leadership, with the Minister, of course, and the Chief of Defense. And he would like to continue collaboration between Vermont and Macedonia. Now, I don't know if that involves any type of deployment in the future, but I know that considering how well the soldiers from Macedonia performed in Afghanistan, they'd be welcome in any mission.
се гледа дека многу сте запознаени со процесите на развојот на македонската армија. Кажете ни што македонската армија би требало да направи во иднина. Starting in 1996, when I observed firsthand, what I saw was a very professional force, but lacking in a lot of equipment. And then over the last 20 years, I've seen better equipment, better training, a more impressive array of capabilities. For the future, I don't think there's any limit to what the Macedonian soldiers can perform, and it's mostly because of their professionalism more than anything else. Генерале Дуби, дали армијата на Република Македонија и Генерална Македонија се спремни за членство на НАТО? I have long been a proponent for Macedonia to be allowed to join NATO. They are well prepared. They already have fought side by side with ISAF for 12 years in Afghanistan, and I am hoping that NATO will allow Macedonia someday to become a full NATO member. Почитуван генерале Дуби, благодарам за интервјуто и ве поканувам да дојдете пак во Македонија, да се дружиме заеднички во нашето поднебје и понатаму да продолжиме соработката помеѓу македонскиот и американскиот народ. It is a great pleasure to be interviewed by you and to be able to express my great respect I have for the citizens of Macedonia and specifically the soldiers that are in the Army of the Republic of Macedonia. And I also look forward to bringing my family back. My wife loves Lake Orchid. I like to go to Heraclea. And I love to also be at Orchid and see all the monasteries I visit. There's 365, as you know. I think Lake Prespa is beautiful. Doron Lake has the best fish restaurant in the world. There's so many things to see. And so I look forward to my next visit and to see some very good friends like Colonel Ivanowski is a good friend of mine, and Colonel Joveski are good friends of mine, and of course the ministers. Исто така, би сакал да ви подарам книгата, монографијата за ИСАФ, која што ја промовиравме неодамна, и да ви предадам мене символичен подарок о името на министерот за одбрана. Windy night. Nice. Yes. Excellent. I'll have that on my desk at work. Yeah. That's beautiful. Thank you again Okay, thank for you. your participation. Thank you. Во 2010 година бев во мисијата Феникс, Афганистан, како дел од мисијата ИСАФ, заедно со припадниците на Националната гарда на Вермонт од армијата на Соединетите Американски држави. Мисијата на ренџерите, мисијата Феникс во Афганистан, се стоеше во обука и менторирање на Афганистанската национална армија. Но покрај извршување на обука со афганистанските безбедностни сили, ренџерите извршуваа и друг тип на мисија. Искуствата научени и лекциите од мисијата Феникс Афганистан се пренесоа во понатамошната обука на ренџерите и во подготовката на наредните контингенти за било која мисија ширум светот. Во 2009 година, како чин поручник, бев поставен како командир на ВОД во четата за обезбедување на генералштабот на командата на ИСАФ, со тоа што Третата механизирана пешајска чета од вториот механизиран пешајски батальон гарнизон Штип ја доби оваа наредба и бевме дислоцирани, од Република Македонија во Исламска република ИСАФ. За време на извршување на мисијата, очекувањата беа и како офицер, и како човек големи, заради тоа што сепак одиме во воена зона, каде што во воената зона работите и малите грешки може да придонесат како домино ефект за многу поголеми проблеми. Моите луѓе сепак беа премногу добро обучени, на сите работи задачи за цело време извршуваа скоро перфектно
каде што очекувањата не само мои, туку и на моите претпоставени, на крај со анализата кажаа дека е една од најдобро извршените мисии. Во 2009 година во мисијата ИСАФ ние бевме подчинети на армијата на Соединетите Американски држави во командата или Forward Support Base, каде што не само со америчките сили, туку исто и со германските и со италијанските воени сили, тоест армии, имавме одлична соработка. На почетокот американците, како и секогаш, аналитички настапуваат и бевме цел време под обсервација за тоа колку добро и колку сме професионалци. Не само како армија, туку и како единица, тоест како чета. За многу кратко време американците се убедија дека професионалноста и ликот на војникот, на македонскиот војник, се на скоро исто ниво како и нивниот војник. Така да прангите беа намалени и беше извршувано. Јас бев припадник на армијата на Република Македонија во ИСАФ, Афганистан, во мисијата, значи, интернационалниот аеродром во Кабул, како припадник на воената полиција. Со останатите припадници, значи, од НАТО земјите кои учествуваат, значи, во таа мисија од јануари 2012 до јули 2012 година. Имавме одлична соработка со припадниците на меѓународните сили кои беа сместени во Кабул, во мисијата, значи, воената полиција во меѓународниот аеродром во Кабул. Претежно имавме соработка со припадниците на америчката армија, германската армија, романската армија, данската армија, италијанската армија и грчката армија. Имавме одлични соработка и ги извршувавме задачите од делокрugот на воената полиција во склоп на базата во